Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Петочното денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ракот на грлото на матката и понатаму кај нас често се диагностицира. За жал, ретко се открива во почетната фаза. Тогаш лекувањето трае подолго, покомплицирано и за жал може да заврши со смртен исход. Но карциномот на грлото на матката може да се спречи и превенира. На каков начин, какви скрининг тестови е потребно да се направат за да се постигне ова? Сите овие прашања ќе ги упатиме на доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. За превенцијата на ракот на грлото на матката ќе разговараме веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. На каков начин може да се превенира и спречи појавата на ракот на грлото на матката? Ќе запрашаме доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Јас благодарам на поканата. За жал и понатаму е голем бројот на пациентки кои што се диагностицирани со оваа болест кај нас. Обично на која возраст се открива болеста? Да, поради тоа што има и покрај тоа што имаме превентивни методи, нели, за да ја спречиме, односно да откриеме во рана фаза болест, како карциномот на грлото на матката. Месец јануари оваа година е посветен од Светската здравствена организација на подигање на свесноста на жените за можноста за превенција на карциномот на грлото на матката. И можеби некаде поради тоа ние оваа емисија ја спремевме овој пат. Она што е идејата на Светската здравствена организација, не само на Светската здравствена организација, него на целокупната лекарска фела, да кажам, да се подигне свесноста за да знаат жените дека овој вид на карцином или овој вид на рак на грлото на матката може да се превенира, може да се спречи, па дури ние можеме да дојдеме во некоја фаза каде што 100% можеме да го спречиме за да не се јавува. Ме прашавте кога се јавува, поради тоа што има одреден етиолошки фактор, поради тоа што му треба одредено време за да се развие, обично пикот некаде околу 35 до 40 годишна возраст, со тоа што ние рачунајте некаде од 25 до 35 имаме многу методи со кои што можеме на време да го фатиме и на време да го лекуваме. А инаку на кои делови на грлото на матката се јавува овој карцином? И каде е грлото на матката кога станува збор за овој орган? Да, значи грлото на матката е оној дел кој што се гледа при преглед, кој што значи е достапен, кој што се гледа во вагината. На грлото на матката се наоѓа една зона која што ние нарекуваме трансформациона зона и тоа е место каде што всушност имаме спојна два епитела. Едниот е многу слоен плочест, или сквамозен епител, и другиот епител е жлездан епител. Овие два епитела се наоѓаат во контакт и оваа граница или оваа трансформациона зона помеѓу овие два епитела е динамична во текот на животот, што значи дека зависи од хормоните, зависи од возраста на жената. И точно тука, значи на спојот на овие два епитела, од причина што имаме промена на клетките, односно множење на клетките, имаме некоја активност на клетките, оди се најосетливи да дојде всушност некој агенс за да предизвика појава на рак на грлото на матката. Значи, ракот на грлото на матката е во оној дел од матката кој што не е достапен за преглед, еве, поедноставно. Секогаш е видлив? Значи, можеме да го видиме. При мануелен преглед можете да видите? Зависи од некогаш од возраста, поради тоа што некогаш ракот на грлото на матката, доколку е започнат, може да е започнат и да бил видлив, меѓутоа, како што реков, зоната во која што се наоѓа е динамична и со текот како жената влегува во менопауза, се повлекува навнатре, односно во шуплината на матката, може да биде на одредено место кое што не е достапно и не е видливо. Па поради тоа, кога зборуваме за начини на кои што го диагностицираме ракот на грлото на матката, кога веќе имаме некој позитивен наод, покрај биопсија користиме уште една метода, која што се нарекува ендоцервикална киретажа. Тоа значи дека со одреден инструмент земаме материјал кој што се наоѓа од грлото на матката, меѓутоа од внатрешниот дел, кој што на нас не е видлив со голо око, за да можеме, нели, за да го докажеме. Тоа не значи дека е задолжителна постапка кај секоја пациентка, поради тоа што кај младите пациентки оваа зона или трансформациона зона или овој спој на овие два епитела се наоѓа на надворешната страна, односно е достапен. Значи на окото. Така, да, достапен е, можеме да го видиме. Преглед. Да. Дали жените кои што ќе развијат цервикален карцином ќе имаат некакви симптоми?
Па додека да се појават симптомите, тоа би било многу касно, поради тоа што овој вид на карцином се развива доста долго време, од низ одредени фази преканцерози, за додека да се појават симптоми, логично станува збора за некој авансиран стадиум на карцином. И сега како еден од првите симптоми, јако ќе кажам дека е задоцнет симптомот, е крварење, кој што може да се јави некаде помеѓу менструалните крварења, може да се јави крварење по односи или пак некое крварење во менопауза. И поради тоа велиме дека секоја пациентка која што ќе добие крварење, значи не значи дека станува збор за карцином, него сега сакам да им додавам на пациентката секој што има крварење кое што е надвор од регуларниот менструален циклус, да го сватат сериозно и да се обратат на гинеколог. Не значи, односно можеби 1% ќе биде дека станува збор за некој карцином на грлото на матката. Во најголем број случаи се некои хормонални промени, односно хормонални крварења, меѓутоа сето тоа бара преглед и бара соодветна диагностика и соодветна терапија. Кога ќе се открие рак на грлото на матката, што се презема, дали веднаш треба да се отстрани тој дел од килото и дали секогаш може да се направи операција? За да го докажеме или да го откриеме ракот на грлото на матката, обично имаме неколку постапки или превентивни постапки кои што ги правиме за да правиме скрининг, односно да фатиме од општата популација жени кои што можат да го развијат ракот на грлото на матката. И сега ако сето тоа е поминато, добиеме дека има позитивен ПАП тест, потоа добиваме дека имаме позитивна ХПВ типизација. Во позитивен ПАП тест мислам што би било за гледачите добро, например, да има ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3 или да има некои промени на клетките кои што на нас ни укажуваат дека ние треба да бараме понатаму. Тоа да бараме понатаму би значило дека таа пациентка би требало да се направи колпоскопски наод, за кој што понатаму ќе зборуваме што е всушност колпоскопија, и после колпоскопскиот наод би требало да се земе, во зависност нели од лезијата, од она што го земаме, биопсија, која што не кажува дека таа пациентка кој степен на промени ги има. И сега во зависност од тоа што ќе го добиеме, начинот на терапија е различен, поради тоа што на нас и биопсијата не ни е дефинитивна диагноза. А ќе ви кажам и зошто не е дефинитивна диагноза, поради тоа што ние земаме на одредено место и не можеме ширината на промената или целосно да ја диагностицираме понекогаш. Доколку е неоперабилна промената? Има некаква надеж за лекување? Па да, тоа веќе е во рамките на онколозите, кои што имаат радиотерапија, има соодветна хемотерапија, кои што има во зависност од стадиумот на болест, има соодветни протоколи кои што не се само наши, него светски протоколи како таа пациентка понатаму ќе се третира и ќе се лекува. Меѓутоа, она што треба да знаат дека доколку се открие во ран стадиум, меѓутоа сега зборам за карцином кој што е инвазивен, за кој што ќе треба терапија, значи не оние преканцерозни лезии. 5-годишното преживување, на пример, на први стадиум е први Б стадиум е некаде околу од 90 до 95%. Значи најнапред има преканцерози кои што се развиваат колку брзо до канцер? Прво е всушност перзистентна ХПВ инфекција, која што нема симптоми. Така, да. Ајде да видиме што е се потребно да се направи за да се превенира карциномот на грлото на матката, односно што се спаѓа во скринингот, па детално ќе разговараме редоследно. Значи потребно да се направи мануелен, редовен и превентивен гинеколошки преглед. Потоа ПАП тест, кој што го споменавте, колпоскопија, ХПВ типизација, вакцинирање со вакцина против ХПВ. Веќе споменавте на мануелниот редовен и превентивен гинеколошки преглед, дека во зависност од возраста можете да забележите нешто или не, но кога ќе прегледате пациентката, можете ли веднаш да процените во каква состојба е нејзиниот утерус? Доколку направите бимануелен преглед, можете да процените, односно и поради тоа нели е причината да се прави бимануелниот преглед, поради тоа што, например, порано ултразвучниот апарат не бил секаде достапен. Меѓутоа, за да процените дали пациентката има преканцероза, со бимануелен преглед нема ништо да допрете, ништо да пипнете. Па поради тоа ги имаме овие други превентивни скрин тестови кои што ги користиме за да докажеме. Што е тоа ПАП тест? Што се испитува на ваков начин? Споменавте дека тоа е неопходно во превенцијата и скринингот. Тоа е тест кој што е некаде од 50-те години од минатиот век, кој што е измислен, со кој што всушност се гледаат цитолошките промени на клетките. Значи со овој тест ние не ги фаќаме промените, односно не докажуваме дали постои етиолошкиот фактор кој што во 99 случаи е хуман папилома вирус, него ги гледаме веќе последиците кои што би можел да ги направи, односно дали не дава некои промени на клетките. Сега го користиме оној конвенционален, сите го знаат кога
дека се зема и самачка на предметно стакленце, претпоставувам дека и гледачите тоа го знаат. Постои уште еден тип кој што беше направен, односно смислен, за да се добие по можеби униформно или автоматско анализирање на ПАП тестовите. Тоа е ликвид методата, каде што всушност клетките се суспендираат во одредена течност, од која што понатаму се прави анализата. И сега она што е за ПАП тестот е тоа што во последно време во светот, поради тоа што се знае етиолошкиот причинител, дека е хуман папилома вирус, и се смета дека доколку немаме високо ризичен или перзистентна инфекција со високо ризичен хуман папилома вирус, ние всушност не би можеле, сега е 99%, пошто во 1% тоа не е докажано, да развиеме карцином на грлото на матката. Некаде во некои земји во светот дел од ПАП тестовите се заменати со тестови за ХПВ типизација. Така. Сметате дека тој пристап е поефикасен? Знаете како, има направено студии во зависност од возраста на пациентката кој пристап би бил поефикасен за пациентката, поради тоа што се смета и се знае всушност, не само што се смета, дека ХПВ инфекциите настануваат многу брзо по првиот сексуален контакт. И во тој дел, односно таа популација наша е најчесто зафатена со ХПВ вируси. И се смета дека можеби ХПВ типизацијата на млада популација под 21 година или на некој од 21 до 25 ќе ни даде многу позитивни наоди кои што ќе се негативизираат со текот на времето. Или едноставно да објаснам, ние ќе фатиме многу присутни хуман папилома вируси, меѓутоа сите тие хуман папилома вируси очекуваме дека барем некаде 80 до 90% од нив самата пациентка или пациентките ќе ги неутрализираат, односно ќе ги победат. И тоа, например, во светот велат дека ние ќе им направиме овер или прекомерна диагностика на пациентките. Па поради тоа, например, ПАП тестот е нешто што е задолжително за возраста некаде до 30 годишна возраст, меѓутоа после тоа, пошто се смета дека веќе имаме еден стабилен имун систем или дека пациентката веќе не се сретнала во својот живот со овие хуман папилома вируси, па не очекуваме дека повторно оваква ги развијат, тука некаде има препораки да иде заедно ПАП тестот со ХПВ типизацијата или пак одредени земји имаат и само ХПВ типизација на одредена возраст. Е сега прашањето е кога ќе престанеме, нели, со ПАП тестови, со ХПВ, кога ќе престанеме да правиме скрининг на пациентките. Сето тоа е сепак индивидуално, некаде е до 65, некаде е до 75 години, меѓутоа сето тоа зависи од тоа дали претходно кај пациентката е докажан дека некогаш имала промени на ПАП тест. Дали е докажано некогаш дека постоела хуман папилома вирус кај пациентката, дали пациентката е оперирана или имала некоја преканцероза на грлото на матката, кога овој скрининг нема да престане. Него ќе продолжи понатаму. На ПАП тестот може да се добијат неколку различни резултати. Веќе споменавте ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3. Во кој случај има простор за паника и за грижи? Значи, секој резултат од ПАП тестот ние го е скрининг метода, не е дефинитивна метода. Тоа е метода која што ќе не натера да направиме нешто повеќе, за да не ја испуштиме таа пациентка од нашиот видокруг, да направиме поголема диагноза. И вака ќе ви кажам, например, доколку добиеме, значи има ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, има некои наоди кои што велат дека има клетки кои што тој што ги гледа под микроскоп не може да ги детерминира, не може да каже, може да каже дека некако ми личат дека можеби тука нешто се случува. Е сега ако добиеме таков резултат, значи ризикот дека има карцином пациентката некаде под 1%. Ако добиеме дека станува збор за ЦИН-1, исто така ризикот е низок. Тој се зголемува во зависност од тежината на промената која што ќе добиеме со ПАП тест. Некаде се смета дека кога ќе добиеме ЦИН-3, дека ризикот дека има карцином на грлото на матката е некаде околу 10%. Зборам за карцином, тоа не значи дека нема преканцерозна лезија или дека нема ЦИН-1, ЦИН-2 или ЦИН-3. Колку време обично е потребно од ЦИН-1 пациентката да премине кон ЦИН-2 или ЦИН-3? Да, обично се потребни години. На времето се сметаше дека од една перзистентна и присутна ХПВ инфекција, додека да помине ни сите тие стадиуми за на крај да се развие карцином на грлото на матката, треба некаде околу 10 години. Значи ние имаме време. Токму заради тоа значи имаме време ние да го фатиме. Со прегледи да се открие на време. Јас малку ќе ве надополнам, ова е всушност еден вид на секундарна превенција.
постои примерна превенција, која што кај нас се уште она е воведена во календар за вакцинација, меѓутоа се уште знаете како мене ми се јавувате ме прашуваат што мислите, знаете треба да го носам девојчето да го вакцинираат и што мислите вие дали треба да ја однесам да се вакцинира. Тоа е всушност вакцината за ХПВ и сега еве само ќе кажам она е више пред 15 години нели донесена, вакцинирани се кај нас е помал број, некаде во светот е поголем број и она со студиите кои што сега се направени е дека има намалување на овие диспластични промени кои што се јавуваат кај оние кои што се вакцинирани, на пример на ЦИН-3, некаде за 80%. Вакцината се прима Вакцината се прима на 12 годишна возраст кај нас, иначе распонот е, на пример, до 15 годишна возраст се примаат 2 дози од вакцината, ако е после 15 годишна возраст се примаат 3 дози од вакцината и се дава некоја рамка да ако сакаат и закаснеле да можат да се вакцинираат до 26 годишна возраст. Значи тоа е таа примерна превенција. Дали откако ќе ги примаат девојчињата, кај нас само девојчиња примаат, во светот во светот и момчиња примаат, да, сите примаат. Кај нас девојчињата откако ќе примаат оваа вакцина, дали тоа значи автоматски дека се заштитени од сите соеви кои што може да предизвикаат карцином на грлото на матката? Не зависи типот на вакцина, нели има 4 валидно, односно со 4 типа, каде што се 6-11, мислам дека се 16 и 18 и има кое што е со 9 типа, тоа значи дека ние ги заштитуваме од оние кои што сметаме дека се најризични, поради тоа што тип 16 и 18 се наоѓаат во 70% од лезиите, односно од карциномите, се докажани на грлото на матката. Се смета дека они 70% од карциномите ги предизвикуваат. Сега во ова што е 9-то, со 9 типа, се смета дека заштитува 90%. Значи тука се ставени и оние кои што стигаат во тој 20%, нели што ги предизвикуваат карцином на грлото на матката. Меѓутоа не можете апсолутно да заштитите од све. Тоа значи дека и тие што се вакцинирани треба да прават редовни скрининзи. Веќе споменавте дека често родителите ви се јавуваат дали да го вакцинираат нивното девојче со оваа вакцина, бидејќи и понатаму постои недоверба кон неа. Што им советувате вие? Еве јас многу едноставно, јас имам ќерка, мојата ќерка е вакцинирана. Значи, мислам нема потреба повеќе да имате двојби. Да. Сите оние работи кои што беа споделувани преку интернет дека се дел од несеканите ефекти, што покажува искуството? Да, значи нема никакви ефекти во однос на, мислам дека најголема страв беше дека ќе направи инфертилитет или стерилност или дека стерилитет. Мислам дека такви искуства во однос на вакцината нема и не постои. Може ли оваа вакцина да ја примат и возрастни жени? Границата е 26 години, некогаш оставено според произведувачот на вакцината е до 45 години, меѓутоа сето тоа е индивидуално. Советувате ако некоја жена, да речем, има проблеми со нема да ги лечи, значи она ни е на нас превентива. Ние нема да лечиме ако жената веќе се заразила со ХПВ, ние имаме диспластични промени, ние нема да ги лечиме со вакцината, пошто она е превентива, она не е лек. Идејата на 12 години што се дава вакцината е да ги фатиме таа возраст која што се уште не е сексуално активна. За да може она да направи антитела за која ќе се сретне со тие ХПВ типови да може да реагира. Значи за тоа толку рано. Поради тоа е, да, иначе она не е лек. Не можеме со неа да лечиме. Што говорат искуствата во земјите кај кои што се преминува вакцинација и кај момчињата, дали резултатите се подобри? Во однос на елиминацијата се смета дека ХПВ вирусот не предизвикува само карцином на грлото на матката, дека он е причинител и на карцином на вагина, 70% на карциномите на вулва, дека се карциноми на аналниот регион, па дури орофарингеални карциноми. Така да сега можеби не е во тој процент како што е карциномот на грлото на матката со 99%, меѓутоа е некаде над 70%. И се смета дека се намалени, дека бројот или инциденцата на овие карциноми во земјите каде што е направена вакцинација и не само што е направена, него и испитаниците, односно луѓето кои што ја примале да пораснат, за да можат да се направи или статистичка обработка на податоци за да дојдат во возраст во која што претходно, на пример, ако инциденцата била висока, сега е друга.
Да се задржиме уште малку на ХПВ типизацијата, дали некогаш советувате девојките, жените само иницијативно да си направат ХПВ типизација? И покрај тоа што не име советувана, бидејќи понекогаш и тоа се случува, да сака да проверат дали Па да, се баш заразени тоа со претходно го ХПВ. зборував дека сега во скрининг методата е воведена и ХПВ типизацијата, така да може. Доколку сакаат, нели може да го направат. Но доколку добиет резултат дека се заразени со одреден агресивен сој на ХПВ, дали тоа сигурно значи дека ќе развијат преканцерози? Не, некаде во 80% без оглед од кој тип или сој нели на ХПВ се заразени девојчињата или жените, пациентките, во 80% ќе го победат. Тоа значи дека нивниот имунитет, ние чекаме од прилека, велиме дека за 2 години би требало да тој наод се негативизира. И значи тие наоди всушност не се опасни доколку не премине во една перзистентна инфекција. Доколку имунитетот самиот не може да се избори. Тоа би значило дека таа перзистентна инфекција постојано прави некој предизвик на клетките кои што се наоѓаат. Значи они постојано трпат одреден агенс и дека најверојатно поради тоа таа перзистентна инфекција може да доведе до појава на првин преканцероза и после карцином на грлото на матката, што би можело да и помогне. Значи на времето имаше нели различни ризик фактори, сега се смета дека можеби се два, онако што ќе добија дека има високо ризичен, на пример ХПВ вирус, или пак ниско ризичен да се појават кандиломи, доколку е пушач треба да престане да пуши. Тоа е докажано, да. И се смета дека имуниот систем, меѓутоа не сега тоа кога кај нас се сметаме на имунитетот, сега оваа зима ми падна. Овде најмногу се мисли на оние кои што се на имуносупресивна терапија или пак оние кои што се заразени од ХИВ. Ќе проговориме дефинитивно за детално за ризик факторите, ќе се задржиме уште малку на ХПВ типизациите и на она што е дел од целиот овој процес на скрининг. Дали покрај ХПВ типизација и ПАП тест е неопходно да се направи секогаш и колпоскопија? Во зависност од наодот ние што ќе го добиеме, така ги упатуваме пациентките дали ќе правиме колпоскопија или пак нема да правиме. Што е тоа колпоскопија? Колпоскопија, грлото на матката на нас не е видливо, реков под спекулум, меѓутоа ние имаме одреден инструмент или микроскоп кој што го зголемува. Значи, она што го гледаме или промените кои што ги гледаме, ние ги добиваме зголемени. Што значи дека многу подетално можеме да правиме анализа на промените на епителот на грлото на матката. И сега тоа не го правиме само со тоа што гледаме, него ние аплицираме одредени средства за да можеме да добиеме соодветно, односно средства кои што ќе ни помогнат во нашата визуализација на промените кои што се на грлото на матката. Едно од нив е отрвна киселина и идејата за нејзино пласирање со тоа што прави денатурација, ги разградува протеините. Оние сметаме дека клетките кои што се лоши имаат поголема количина на протеини во нивното јадро и поради тоа ќе ни даде некој бела боја или бела пробоеност на одредени места на грлото на матката кои што ни кажуваат, ние го викаме леукоплакија, од каде што или во народот може и раничка да се спомена, од каде што ние би можеле понатаму да земаме биопсија за да ја испратиме за да видиме зашто точно и за кој степен на промена станува збор. Искусното око на лекарот може веднаш да процени дали има промени или не? Да, секако дека треба тренинг. Да, тренинг. Ама да речеме, дали со колпоскопски преглед можете со сигурност да утврдите дека не постои? Додека не земете. Ние можеме да утврдиме дека има промена и да бидеме, не знам, 90-99%, па дури 100% сигурни. Меѓутоа, додека не добиеме дека на вистина таму има промена, не преземаме понатамошни терапевтски методи. Ќе ги поканим и гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да се јавите во програма, да поставите прашање и секако тоа да биде поврзано со превенцијата на карциномот на ракот на грлото на матката. Кога зборуваме за ХПВ вирусите, кои што се всушност во 99% како што споменавте причинители за овие промени преканцерозни, но и канцерозни на грлото на матката, дали веќе постои некаков лек со кој што тие би можеле да се елиминираат? Има ли лек за елиминација на ХПВ вирусите? Значи, лек... Некој антивирусен? Не, лек не постои за терапија на ХПВ вирусот, иако постојат студии во кои што се анализираат различни видови на суплементи,
кои што би можеле да помогнат во подобрување, да кажам, на имунитетот за организмот самиот да го победи хуман папилома вирусот. Меѓутоа, не постои ниту една научна студија која што тврди да ова е лек со кој што ние на вистина го победуваме хуман папилома вирус. Нема лек за него, кој што нема за ковидот. Воопшто немаме лек, она што можеме да работиме на имунитетот и она што ние третираме, всушност ги третираме промените кои што хуман папилома вирусот ги дава. Како ги третирате? Значи, начинот на кој што се третира е различен, зависно од степенот. Значи, она што можеме да третираме, може да се третира грлото на матката, доколку видиме одредени лезии кои што докажаме дека се, например, цин-1, може да се третираат со одредени хемиски супстанции кои што всушност го уништуваат тој епител, давајќи му можност на нов епител да се развие. Меѓутоа, без оглед дали ние ќе користиме такви супстанции или ќе користиме, например, тоа се вика жичана јамка, односно струја, со која што отстрануваме дел од епителот, од грлото на матката, ние не можеме да знаеме дали сите апсолутно 100% клетки кои што се заразени со хуман папилома вирус се отстранети. Ние ќе знаеме дали е отстранета промената која што ја направил хуман папилома вирус. Ние ќе знаеме дали сме извадиле цин-1, цин-2 или цин-3, дали сме извадиле и дали сме го извадиле тоа во здраво. Преди тоа што ќе го испратиме. Меѓутоа, никогаш не можеме да знаеме дали сите клетки кои што се заразени со хуман папилома вирус сме ги отстранили. Она што правиме е му даваме шанса на организмот да се избори после тоа, доколку е останата некоја клетка, да се избори самиот. Значи може понекогаш и да се повтори. Понекогаш може и поради тоа сите оние кои што имале некоја преканцероза на грлото на матката ги следиме на одредени временски, по одредени протоколи, на одредени временски интервали за да видиме како идеме понатаму. Што им советувате на партнерските двојки? Може се во брачна заедница, доколку жената била инфицирана од некоја агресивна форма на ХПВ, добила промени, направена е интервенција, значи отстранен дел од грлото на матката. Како да продолжат понатаму со нивниот сексуален живот? Затоа што сигурно и партнерот е заразен со истиот вирус. Сигурно и партнерот е заразен со вирусот, меѓутоа ние поради тоа што реков дека треба одреден период од 10 години нели да помина за да се развие одредена промена, или ако не се 10 години, нека се 2, 3 или 4 години, може за тоа време да партнерот го негативизирал, да неговиот имун систем е многу подобар од имуниот систем кај жената. Сега кај мажите не дава такви промени или како што дава кај жената. Не е он обвинет 99% дека дава карцином на пенис, например. Разбирате, тука има многу други етиолошки фактори кои што можат да влијаат. Презервативот, дали е корисен? Претпоставувам дека нема да можат да го користат после тоа. Он е, меѓутоа поради тоа што е кожа со кожа контакт. Значи не е само презерватив, не штити 100% од пренесување на овој вирус. Значи презервативот во овој случај не е 100% заштита? Не, воопшто не е 100% заштита, поради тоа што имате, например, кондиломи на гениталните делови кои што е во контакт кожа со кожа. Кондиломи споменавте, тоа се брадавички всушност. Тоа се брадавички, да. Од нив може да се развие карцином? Во најголем број случаи тие се предизвикани од нискоризичен овакво хуман папилома вирус, кој што всушност делува локално, делува на кожата, делува на перинеумот и во најголем број случаи тие промените кои што ги дава е всушност тоа. Она што се плашиме ние се присуството на високоризични ХПВ вируси кои што можат да го дадат карцином на грлото на матката. Ајде сега да погледнеме кои жени спаѓаат во ризичната група да развијат промени преканцерозни и канцерозни. Сега вели, тоа се жени кои што се пушачи, веќе што споменавте, со намален имунитет. Жените што рано започнале со сексуални односи или имаат голем број на сексуални партнери, потоа имаат сексуални односи без заштита, односно не користат кондом, долготрајно користење орална контрацепција, прекумерна телесна тежина, чести воспаление на вагината и матката, секако дека има и други ризик фактори, но овие се најчестити, токму поради тоа ги издвоивме. Споменавте цигарите дека треба да се остават веднаш, доколку се забележи некаква промена со
Да, доколку добијат дека постои високоризичен, да, И воопшто треба да се елиминираат заради други болести, нели, не е само за тоа. Сега намалениот имунитет, уште еднаш да го искоментираме, велите, не значи ова зима ми падне имунитетот и поради тоа добив цен? Па да, она која се мисли на намален имунитет, се мисли на намален имунитет кој што е настанат, например, доколку, например, еве има одредени лекови кои што се взимаат за да се намали одговорот, например, на кај одредени пациентки кои што може да имат, например, трансплантација на одредени органи. Исто така може да дојде до намален имунитет кои се заразени со синдромот на имунодефициенција, односно ако станува збор за ХИВ. Пред да продолжиме понатаму, ќе ги вклучиме гледачите кои што сакаат да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавува пациентка во повозраст години. Така. 70 години имам. 84-та година сум оперирана од кондензација составена од дисплазија. Добро. Сега 2018 ми рекла дека матката ми е болна и треба киретажа да ми се направи. Меѓутоа не ми е достапно, беше за киретажа бајно од операцијата нешто лошо и за растото. Во 25-та сега пак беше един месец. Исто не ми направи киретажа, сега што да правам беше. А треба киретажа да се направи. Така, кажете ме, вие крварите или треба да правите киретажа пошто е видено нешто на ултразвук? Дека написната докторка ми рече дека матката е полна, ако треба 6 да биде, мене 9 да биде. Толку е пуна матката што мора да се изкиретира. А кажете ми, немате никаква симптоматологија, вие не крварите воопшто? Не, ништо не, чувствам само на матката. Така. Два пати се направи обид за киретажа и не се успеа? Не успешно, да. Воопшто матре? 2020 сега пак. И сега се плашам, не знам што да правам. Вака сега знам дека малце, ево одговорот малце е екстремно, меѓутоа понекогаш кога има 2 обида или 3 обида и кога не може да се направи, односно да се влезе внатре во шуплината на матката и ние не можеме да добиеме одговор, може да се направи, односно да се извади матката, ова како екстремен случај, и да како една биоптична хистеректомија. Односно, ако толку многу се сомневаат дека може да станува збор за малиген процес, јас претпоставувам поради тоа ве праќаат да направите киретажа, тогаш како опција доаѓа евентуално да се извади матката и да се испрати. Може ли да има таков малиген процес развиен, сериозен, без никакви симптоми? Јас не можам 100% да дадам одговор, нели, дека може или дека не може. Поради тоа што они гледаат дека внатре постои нешто, тоа може да биде и полип. Значи, во овој случај не мора да биде ништо малигно, поради тоа што пациентката го има веќе од 2019, јас колку што разбрав, тоа се поминати 4 години. Доколку сега може да се спореди ултразвучниот наод, доколку 2019, истиот ултразвучен наод кој што е со 2023 со сега, тоа значи дека ние што и да немаме прогресија. Не може 100% да кажам дека е бенигно, пошто не знам, не сум ја видела пациентката, меѓутоа тука може да се направи одредена паралела. И кога ќе се направи паралелата, може да се договори со пациентката што ќе правиме понатаму. Ќе имаме биоптична хистеректомија или пак ќе го пратиме тоа понатаму, поради тоа што ако е некој малиген процес би требало да биде барем авансиран за тој период. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Во програма сте. Повелете. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Ве слушаме во програма. Поздрав за емисијата, водителката и докторката. Благодарам. Вака имам едно прашање. Јас сум пациентка 58 годишна возраст. Оперирана сум од карцином на мочен меур, направена ми операција Брикер. Сега сум со стома, да. Скоро година дена веќе ќе правам, меѓутоа пред 3-4 месеца приметив вагинално крварење. Прво као розев исцедок, после тоа малку се појачува, па снемува, пак нормално се обратив кај својот хирург, без на гинеколог.
Добивам одговор дека е тоа од мојот хирург разградување на конци, нормална појава, да не се плашам. Меѓутоа веќе 4 месеци тоа трае. Бев кај мојот гинеколог и таму е све во ред. Кажете ми, матката е извадена во текот на Да, операцијата? извадена е ради превентива, да, немаше метастази ништо. Одев на неколку превентивни хемотерапии. Извадена е зрачење матка, имавте ја ли? ради превентива. Зрачење дали имавте? Не, само хемотерапија. Само имам. хемотерапија, немаше зрачење. Не, не. Значи, поради најверојатно може да биде поради тоа што има ресорпција на конците, може да е малце одложена, сега велите дека 4 месеци има скоро поминато. Меѓутоа, крварењето би требало да биде нели вагинално крварење поради тоа што немате веќе матка, нема утерус. Доколку гинекологот што ве прегледал рекол дека све е во ред, претпоставам дали гинекологот го виде крварењето? Не е не повеќе е гледачката на линија. Значи, доколку, пошто нема утерус, нема матка, крварењето би требало да потекнува нели од вагината, дали од местото на кое што е сошиена вагината, со разградување на конците или тука настанува некој проблем, тоа би требало на гинеколошки преглед да се види, меѓутоа поради тоа што тогаш било оперирано, тоа е пратено на хистопатологија. Во најголем број случаи јас не очекувам дека станува збор за некој карцином на гениталните органи, секако треба гинеколошки преглед. Така. Продолжуваме ние понатаму со жените кои што се под зголемен ризик да развијат рак на грлото на матката. Раниот почеток на сексуалните односи е ризик фактор, исто како и големиот број на сексуални партнери. Што значи денеска ран почеток на сексуални односи? На која возраст обично девојчињата стапуваат во сексуални односи? Па, со текот на времето тоа се поместува, нели? Да, се поместува надоле, јасно вистина. Па некаде, не знам, 17-18 години, може нешто порано и на 16 години веќе почнуваат со сексуални односи. Да, како ризик фактор е ран почеток на сексуални односи, баш поради причина што рано се среќаваат со хуман папилома вирусот, односно во првите неколку години се смета дека 80% од жените кои што девојчињата кои што започнале со сексуален однос веќе се сретнале со некој тип од хуман папилома вирус. Тоа се студии кои што се правени например на кулеч, од затворен тип, например во Америка, каде што да кажам дека 80% со различен тип на ХПВ вирус се сретнале, например, од кога дошле во. Значи сите што се сексуално активни, тоа е најчестата, значи тоа е најчесто, тоа е ХПВ. сексуално пренослива болест, тоа е најчестата сексуално пренослива болест со која што скоро сите се среќаваат во текот на животот, некаде 88-90% од населението кое што е сексуално активно. Има ХПВ вирус, сега исто така она што е битно дека не значи само на сексуален однос, може и некои варијанти на сексуален однос исто така да доведат до принесување на овој хуман папилома вирус. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да прашам, пред 11 години имавме канцер на грло, на матка. Се среди, се е во ред, дали може да се повтори пак? Така. Имате конизација или имате хистеректомија? Да, конизација е правено, да. Добро, и Имам после... тогаш 30 години, а сега знаете. Добро, На 30 имате години е конизација и правено. предпоставувам дека имате редовни прегледи после тоа. Да. И на овие редовни прегледи што ги правите, до сега не се појавило дека има некои промени на клетките на пап тестот? Не, све е окей до сега. Па јас очекувам дека сето тоа поради тоа и возраста и времето што поминало, ХПВ типизација која имате направено која што е негативна, дека сето тоа не би требало да повторно да биде на овакво, да се повтори или повторно да ве оптовари. Така. А доколку некоја жена имала интервенција поради карцином на грлото на матката, колку често потоа ќе треба да прави контролни прегледи, дали понатаму ќе бидат вклучени типизациите за ХПВ и пап тестовите? Зависи за што станува збор, зависи за кој тип на преканцероза или карцином станува збор. Она што правиме, обично ги викаме после интервенцијата некаде на 4 до 6 месеци на контролен пап тест или евентуално и колпоскопија додека е останато грлото на матката, или повторно правиме ХПВ типизација, кој што некогаш, например, после конизација треба, барем јас имав една пациентка каде што требаше време од 2 години за после конизација да стане
да се исчезна ХПВ вирусот. Значи ние по цело време колонизацијата и понатаму после бил присутен беше присутен HPV ХПВ вирусот, кој што беше ХПВ тип 16. Но не Значи оној направи кој што е нови високо не направи никакви промени. Значи конизацијата беше поради дисплазија градус гравис, односно цин 3. И после тоа остана позитивен ХПВ вирусот. Тоа беше она што го кажав дека ние ќе отстраниме промената, меѓутоа некогаш во некои клетки може да остане вирусот. ХПВ вирусот. Така да требаше време од некаде 2 години да конечно е негативен. Значи не го детектираме овој ХПВ вирус, што е доста добро. Така. Продолжуваме со ризик факторите. Веќе споменавте за кондомот, за начинот на кој што заштитува, дека не е 100%, но и понатаму е потребно да се употребува како одредена форма на заштита, значи не 100%, но секако возможува одредена процентна доврзам на заштита. вас, рековте дека тие што примаат орална контрацепција. Да, тоа е следното, оралната контрацепција. Орална контрацепција е сега идејата зошто е кај нив е поради тоа што ако прима орална контрацепција многу често не користи кондом. Аха. А не самите хормони што се примаат, не самите значи, хормони што ги тие... примаат, да, него самата постапка на приморална контрацепција, onda знае дека е заштитена и многу често не користи кондом. Уствари пак е тука врската со кондомот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Здраво. Да ве поздравам прво вас во студиото. Ви благодарам. Така сакам чисто да споделам совет и мислење од докторката во врска со мојата ситуација. Значи, пред 8 години ми е диагностициран високо со ниско ризичен. При тоа е направена колпоскопија каде што се гледа промени, како што рече докторката, пошто ја следе емисијата од почеток. Меѓутоа, по инсистирање нели по лекарски протокол, направена е биопсија после тоа, каде што испадна дека нема никакви цин промени. После тоа ми е дадена витаминска терапија, каде што после 3 месеци скроз има повлечено истребило чист на пап тестовите. Меѓутоа, после тоа си има децата и после 3 години јас да останам бремена и да родам детенце со кое скроз ми се има изчистено на пап тестовите, ХПВ-то, и сега ме интересира на предпоследниот ХПВ имаше показано како со прашалници да се прави како типизација, дека нешто има најдено на самиот налез. На пап тестот имавте? Земени се брисеви за правење на ХПВ типизација во и се испратени во биотек, при што има отсуство. Значи, никаква... Значи не се пронајдени, не е пронајден ХПВ вирус. Да. И сега се е во ред и ми е кажана контрола дека треба да правам после 1 година. Правена е контрола и сега на следниот пат, не, поправо после 6 месеци е правена и после 6 месеци на самиот пап тест се беше чисто. Така, значи, еден пап тест имаше всушност со нејасен резултат, колку што ве разбрав, и поради тоа е побарана типизација, а сега се е во ред. Било високоризичен диагностициран претходно или јас? На почеток, да. Да, високо со средно или ниско, така е. Но пред колку години е тоа? Пред 8. Пред 8 години и после тоа не се појавил веќе повторно? Не. Значи, што би можеле да советуват во овој случај? Редовни пап тестови како што се прави пациентката на година дена и, например, јас тука, ако знае точно кој ХПВ високоризичен бил присутен, да направи тест за ХПВ типизација, поради тоа што тестовите за ХПВ типизација, секако по година дена, не сега, пошто излегло негативно, поради тоа што тестовите за ХПВ типизација, нели од различни производители, не ги фаќаат сите ХПВ вируси. Ние имаме 200, меѓутоа овие ХПВ се сконцентрирани на оние тестови, на оние кои што се високоризични, кои што ги има нели во нашата популација. Сега во зависност од тестот кој што е аплициран, затоа беше идејата кој бил претходно ХПВ вирус, за да видиме дали тој тест кој што сега се прави го опфаќа тој истиот ХПВ вирус. Меѓутоа, кој да бил тој ХПВ вирус пред 9 години или 7 години, пациентката после тоа има редовни пап тестови кои што се уредни. Јас колку што разбрав, има биопсија која што исто така не покажала ништо. Има еден тест, пап тест кој што покажал сомнение дека може да има ХПВ, меѓутоа не е докажан, така да сметам дека не треба да се врати на оние регуларни превентивни контроли кои што се за
за здрави пациентки. И сега, еве, видовме дека понекогаш може да се добие сомнеш на ПАП тестот, дека има некаква промена, да не е наведено цин 1, Да. цин 2 или цин 3, и потоа да се направи ХПВ тепизација и таа да биде негативна. Зошто се гледаат вакви промени? Што Значи, што тоа се може одредени значи? промени кои што ХПВ вирусот, кој што е ДНК вирус и кој што влегува во клетките, нели, поради тоа го прави карциномот, поради тоа што влегува и во нашите клетки, дава одредени промени под микроскоп, кои што најдобро, ако имате цитолог во некоја следна емисија, ќе Да ви ни ги објасни појасни. кои се. Јас навистина точно Но не може знам. би некогаш такви промени бактериите прават или пак габичките? Па во најголем број случаи станува збор за промени кои што не ги гледаат од ХПВ вирусот. Меѓутоа, јас, например, еве, може да добиете наод, тој во делот на инфекции од ХПВ вирусот, каде што велат дека има ХПВ вирус и дека треба, например, ХПВ типизација, поради тоа што, например, го гледаат во такви промени гледаат во поголем број на клетки, кои што ние сме им ги доставиле од ПАП тестот, или некогаш знаат да напишат дека тој ХПВ вирус е дискретно изразен. Дискретно изразен би знал дека можеби пациентката го имала и сега е во фаза на резолуција на промените, или пак ако е дискретно изразен, може да сме го фатиле на самиот почеток. Јас имав една пациентка на која што направивме ХПВ типизација и добивме дека има ХПВ вирус, меѓутоа од молекуларната лабораторија ме сигнализира овој вика ХПВ вирус најверојатно се чисти самиот од себе поради тоа што го имаме во толку мал број на копии да можеме да го одговориме и дека е негативен. Значи, важен и бројот на копиите. Не е- Важен и бројот на копиите, односно Така. колку е тој активен во ткивото кое што го направиме. Значи не е само ХПВ типизацијата, значи као Не само да се пронајде вирусот, не само да го туку важно најдеме, колку него во исто количина го време има. да го видиме во количината, пошто во тоа би знаеле и колку е он агресивен. Нели, колку би можел да направи Колку брзо се размножува. колку брзо се така. размножува и колку брзо би можел да направи промени на грлото на матката. Во ризик факторите е наведена и прекомерната телесна тежина. Дали тоа значи дека жените кои што се слаби не спаѓаат во оваа ризик групи на кој начин? Не, и жените кои што телесната се слаби, тежина и на влијае жените врз кои што овој се слаби проблем? спаѓаат во ризик за овој карцином. Тие што имаат големена телесна тежина може се во ризик за нешто друго, они имаат поголема количина на естрогени во организмот, поголема количина на естрогени поради тоа што масното ткиво задржува и продуцира поголема количина на естрогени. Па онда која ќе кажеме, например, која жена би имала ризик фактор, например, од дадена карцином на слузницата на матката, онда тука би дошла жена која што има проблеми со хипертензија, која што, например, има проблеми со обезност, од причина што сметаме дека има поголема количина на естроген како хормон, а на него немаме пандан од другиот хормон кој што се лачи во втората половина на циколот, што значи не имаме пандан, прогестерон, кој што немаме пандан, односно немаме нешто што го, еве, за гледачите речам, неутрализира, например, иако не е неутрализира, неговото дејство, да. И она што не спомнавме дека карциномот на грлото на матката може да биде од двата епитела. Значи може да биде од повеќе слоен плочест епител, кој што е најчест кај овие помлади пациентки, меѓутоа некогаш може да биде и од жлезданиот епител кој што се наоѓа внатре во цервикалниот канал и кој што понекогаш малце потешко се диагностицира, и двата се опасни, можеби овој аденокарциномот малце потешко, некогаш ако е малце подлабоко да се фати и да се добие поради тоа што е во каналот на скрининг кај одредени пациентки, некогаш може да биде и надвор, пошто жлезданиот епител се наоѓа и надвор да биде видлив, така да некогаш може би тука ние кога да го биеме ПАП тестот, односно кога ќе добиеме резултатот, таму пишува и од кој тип на клетки да бараме. Разбирате дали станува збор за тип на клетки да бараме од повеќе слоен плочест епител, односно од некој што го гледам, или може да не пишува дека станува збор за атипични гландуларни или атипично жлездани клетки, кога ќе размислиме, чекајте, сега може треба да земеме материјали внатре од цервикалниот канал за да бидеме апсолутно сигурни дека оваа пациентка ќе биде во ред. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала да поставам прашање за вашата гостинка. Јас сум 39 години, правам редовни ПАП тестови и секогаш се уредни, некогаш се појавува кандида, но поретко, микробиолошки тестови исто така уредни, но после ковидот имам забележано дека многу често ми настанува дисбаланс на вагиналната флора и покрај користењето на пробиотици,
терапија од матичен, постојано се појавува тој дисбаланс, што би можела да преземам како совет. Ви благодарам за вклучувањето и да немате само некои подпрашања. Не. Значи, дисбалансот претпоставувам дека зборуваме за некоја бактериска вагиноза. Колку што разбрав кандида. Да, меѓутоа рече дека кандидата ја средува. Значи, во ред, овој дисбаланс кој што се јавува или оваа бактериска вагиноза, некаде се смета дека некои од жени се можеби поосетливи на оваа бактериска вагиноза, која што е да кажам дека не е сексуално пренослива болест, меѓутоа дека можеби одреден број на микроорганизми кои што треба да ги има во помал број во вагиналната флора се размножуваат малце повеќе. И онда кога ќе се размножат они малце повеќе, знаат да дадат специфичен мирис. Јас не знам сега дали станува збор за ова за пациентката, кој што мириса на риба или може да дадат некој исцедок кој што е различен од кандида. Обично кандидата дава чешање, дава беличаст исцедок и ова е различеното. А некојаш се смета дека да велиме дека пациентката е осетлива кога тоа се јавува некаде 3 до 4 пати годишно. Лекот на избор е флажилот или метронидазолот, кој што се користи кај овие случаи, меѓутоа не секогаш можеме да кажеме ние целосно сме го искорениле или знаете кај вас ова можеби нема повеќе да се јави, поради тоа што се смета дека најверојатно и некоја осетливост на вагиналната флора на хормоналните некојаш дисбаланс или нерамнотежа која што ја има во организмот. Советувате да се земат пробиотици? Бидејќи дури има и вагинални пробиотици. Има вагинални пробиотици, има вагинална млечна киселина, која што нели моделира пехата на вагината. Да, апсолутно, меѓутоа зависи во која мера и во која доза. Не би рекла дека треба да се земаат на своја рака, поради тоа што еве сега ќе спомнам, имаше една студија која што вели дека сите ние сме повеќе микроорганизми него што сме луѓе, поради тоа што на нашиот организам има дури 5 кила микроорганизми, во тие 5 кила отколку да. И во тие 5 кила всушност спаѓаат и овие микроорганизми кои што се наоѓаат во вагината и е докажано дека секој од нас има различен, тоа се вика микробиом, односно дека нашиот микробиом е специфичен. Сега ние кога ќе од прст велат, толку како од печаток од прст. Сега, ние кога ќе земаме пробиотици кои што се генерализирани, тие се направени за цела популација, не се направени лично за нас. И ние ги користиме ние и нашиот, кој што ни е генетски даден, кој што е во наша средина, го менуваме. И некогаш и тоа може да направи одреден проблем, така да сега во светот прават некои обиди за да можеби пробиотиците бидат индивидуализирани. Поради тоа што има студија во која што се бараат, еве например, јас сега отидов малце подалеку од темата, каде што бараат тип на микробиом на цревата. И сега се знае дека, например, тие што го имаат тип 1, 2 или 3, еве сега карикирам, дека тој со одреден тип, дека имаат почесто кронова болест, некои од нив почесто добиваат, например, карцином на дебелото црево. И постои една терапија која што можеби сте сретнали, сте збореле со некој од вашите за трансплантација на преку фет. Освари тоа феца со здрави луѓе, нели, со кои што се прави фекална трансплантација, звучи страшно, но се уште таа носи низа ризици. Да, меѓутоа сепак науката оди натаму. Да, науката оди таму, така е. Значи треба да си го чуваме нашиот микробиом и доколку има нарушен микробиом и чести инфекции, дали ќе бидеме предиспонирани повеќе кон развој на ХПВ вируси, односно на постојат студии кои што последното беше чести воспаленија. Да, дека може да предизвикаат појава, на пример, почесто позголемена осетливост на ХПВ инфекции, зашто поради тоа што имунитетот е намален. Намален имунитетот. Нели таа влегува во на ризик фактори за кои што зборувавме. Се вративме на почеток, повторно. Ви благодарам многу, докторке, за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за сите појаснувања кои што се однесуваат на превенцијата од карциномот на грлото на матката. Вела дека во 21 век не би требало ниту една жена
Да почина од карцином на грло на матка. Јас се надевам дека тоа можеби ќе остигнеме, може не 2030, него нешто понатаму, меѓутоа дека ќе биде. Така, да се прават редовни прегледи, бидејќи ова е карцином кој што Јас може мислам да за се тоа превенира. нешто многу се зборува во последно време, имаме сите и медиуми и ние лекарите и од јавувањата гледаме дека прават ќе биде добро. редовни пап тестови. Така, ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам на поканата. Почитувани, денешна гостинка во студиото ни беше доктор Ирена Антонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам што ме следевте со внимание. Гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути.